Добро утро, почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во денешното издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за атеросклероза или болест на крвните садови, најзастапените и најчестите на современото живење и во современото човештво, кои се симптомите, причините, дијагнозата, третманот, превенцијата и можните компликации. На оваа тема утрово разговараме со доктор Сашко Николов, интервентен кардиолог од клиничката болница во Штип. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата, секогаш уживање да бидам ваш гостин. Така, а секогаш е добро од вас да се слушнат сите оние информации кои што се однесуваат на кардиоваскуларното здравје. Треба да се грижиме и да го чуваме срцето, затоа што тоа е чувар на сите останати органи и овозможува доколку добро функционира и тие останатите да функционираат како што треба. Па ние се често шегуваме со останатите колеги од другите професионалности во медицината, велиме дека без срцето ни еден орган не може да живее, бидејќи срцето е крвоснабдител и единствен мотор кој што дава крв до сите органи. И дури со гинеколозите се шегуваме дека уствари причината за почетокот на породувањето е срцето. Кога ќе почнат да се затварат тие преградите во срцевата шуплина, фактички почетокот на процесот на излегување на бебето од утробата на мајката. Инаку ако не таа преграда се затвори, бебето може да си живее вечно во утробата на мајката, така да срцето е дефинитивно двигател на целиот човечки организам. Така, треба да се грижиме комплетно за целокупното здравје, нели, ама кардиоваскуларните заболувања секогаш се и се уште се на прво место по зачестеноста и по смртноста и затоа треба многу да внимаваме и на превенцијата, да посветуваме внимание и редовните прегледи, но и промени во животниот стил, бидејќи многу од ризик факторите така почнуваат од тука за. Па според Светската здравствена организација, некаде околу 16 милиони луѓе годишно починуваат, умираат од кардиоваскуларните заболувања. Некаде од овие, тоа опфаќа некоја статистика, од 32% од сите смртни исходи во светот е посветено на кардиоваскуларните болести. А од само 85% од овие бројки припаѓаат на инфаркти на срце. Така да ако ние не го чуваме срцето првен самите себе да се грижиме за сопственото здравје, зборуваме начин на исхрана, физичка активност, посетување на доктори и во време кога не сме болни, сите овие превентивни мерки на функционирање уствари се и заштита за нашето вкупно и целокупно здравје. Така. Ке погледнеме блок реклами, па веднаш по рекламите почнуваме да ја обработуваме темата за атеросклерозата. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, а секако ве покануваме и да се јавите, да поставите прашање за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Доктор Сашко Николов, интервентен кардиолог од клиничката болница во Штип, зборуваме за атеросклерозата или болеста на крвните садови. И сега на почеток, што е атеросклероза, за која што многу често слушаме, речиси секогаш се споменува, ма колку сериозно го сваќаме сето ова? Како пациенти велам. Да, атеросклерозата е единствена болест која што започнува од денот на раѓање. Значи од нултиот ден кој излегуваме од утробата на мајката, през како спомнавме како муабет, започнува да се развива како болест на крвните садови. Сега, манифестацијата на ова заболување, атеросклерозско заболување и старењето, да го наречем, на крвните садови, се манифестира некаде околу 30-та година од животот. И ние тоа на Доплер гледаме како задебелување на интимата на крвните садови, на внатрешниот слој од крвните садови, и веќе кажуваме, значи, овој пациент има напредната, лесна или средна форма на атеросклероза. Што е многу суштински кога имаме атеросклероза? Атеросклерозата всушност представува воспалителна реакција на зидот од крвните садови. Воспалувањето може да биде од преголемо внесување на калорична храна, покачени масти, поготово оние лошите масти, ЛДЛ холестеролот, стресот, хипертензијата, притисокот, конзумирање на цигари, пошто ја губат еластичност на крвните садови, и сите овие неколку фактори предизвикуваат, значи, напреднување на воспалителната реакција на крвните садови. И затоа она што веќе почнало да ги оштетува, така? Така. Затоа ние како кардиолози даваме кај овие пациенти кои што веќе имаат некоја средна форма или напредната форма на атеросклероза, даваме статини. Тоа се лекови кои што ги намалуваат маснотиите во крвта. Меѓутоа, овие лекови не делуваат само на намалувањето на маснотиите во крвта. Тие делуваат и антивоспалително, антиинфламаторно на зидот на крвните садови. И на тој начин ние пробуваме да ја сопреме или да ја намалиме воспалителната реакција на крвните садови. И секако најбитен лек
кој што треба да се дава е антиоксидацијата, односно оксидативни лекови, бидејќи самиот процес на атеросклероза предизвикува оксидација на клетките на интимата на крвните садови. Кога оксидираат клетките, се ослободуваат слободни радикали, кои што предизвикуваат воспалителна реакција и го активираат имунолошкиот систем да реагира, да ја намали и да ја уништи оваа атеросклеротска болест. Односно, инфламаторна состојба на самите крвни садови, бидејќи тие така наречените лоши холестероли навлегуваат во зидот на крвните садови. Имунолошкиот процес прави активација, макрофагите ги влегуваат во зидот на крвниот сад, ги буквално јадат овие LDL холестероли, меѓутоа кои ќе ги фагираат, не може да излезат надвор од зидот на крвниот сад. И се формираат такви наречени пенести клетки кои што уствари прават проширување и задебелување на зидот на крвниот сад и прават стеноза, односно стеснување на зидот на крвниот сад. Во даден момент таа стеноза може да руптурира, да се направи тромботичен плак и комплетно оклудирање на самиот зид на крвните садови. Затоа во оваа фаза е многу битно да се дава оксидативна терапија или антиоксидативна терапија, како што се например витамините, како што се например глутатионите кои што ги има во инфузиона форма, и тие се многу битни да се примат во инфузиона форма, бидејќи само така 70 до 80% од лекот ќе може да влезе во крвниот сад и да направи оксидација и регенерација на самата состојба. Така, кога веќе ги споменавте статините, мораме да го споменеме и ова. Малку отпор има, така, во последниве години кон статините од пациентите, па многумина и на своја рака ги тргаат настрана или ги прекинуваат. Па и не само пациентите, него и многу колеги кои што не работат проблематиката со крвните садови, ќе видат дека нивото на маснотиите во крвта е во некоја нормала и ги тргаат добро. Значи, кога зборуваме за нарушен метаболизам на масти, липиден метаболизам, тоа е исто како да зборуваме за дијабет. Дијабетот не може да се излечи, него можеме да го контролираме со инсулин и со терапија која што дават ендокринолозите. Истото се случува и со нарушен метаболизам на мастите. Ние не можеме да го како грип да дадеме лек и за 7 дена или за 7 месеца да го средиме. Тие лекови мора да се земаат до крајот на животот. Затоа и ние предпазливо бираме кој пациент даваме терапија за статинска терапија за маснотии, значи ги следиме пациентите 1, 2, 4 месеца, следиме лабораторија, подобруваме начин на исхрана, активност, физичка активност на пациентите. И во тој случај, ако се уште се високи тие параметри што ги ние следиме во липидниот статус на пациентот, тогаш го ставаме на антилипемична терапија, која што мора да ја зема до крајот на животот. И не само за липемите, како што кажав пред малце, ги даваме овие лекови за намалување на воспалителната реакција на зидот на крвниот сад, што е многу битна работа. Бидејќи кога со еден мој професор кој што ми е учител уствари за периферното стентирање во Германија, кога дискутираме на симпозиуми за она што го работиме во Македонија, вика како можете имате толку болни пациенти во Македонија. Проблемот можеби е во исхраната, можеби е во генетиката, можеби е стресот кој што го живееме. Сепак ние спаѓаме во сиромашна држава, во сиромашниот свет, да речеме, од за развиеноста на земјите. И целото тоа предизвикува една атеросклероза да биде во најнапредната фаза. Имавме баш пред 2 месеца 3 еден пациент кој што итно дојде со буквално ладна нога, може и видеото што така, и пред да го погледнеме и да ни го објасните видеото, само да го вклучиме гледачот да го слушнеме неговото прашање. Добро утро, повелете. Дали сум на линија? Во програма сте, повелете. Имам прашање до докторот. Јас сум оперирана 2016 година на левата нога од операција на вени. После толку години се е во ред, на последните 2 години имам многу грчиви во градниот кош и екстремитетите, нозите. Па со лекарот што ме оперираше, се договориме што да направиме за мојот проблем. И тој ми рече дека треба артериско снимање на компјутер. Тоа е во приватна болница, јас ги немам тие средства за да одам по приватни болници. Па како можам да дојдам до клиничкиот центар во Штип за да можам да го направам тоа снимање за да видам што е проблемот? Да, секако дека проблемот и причината мора да се најдат.
Ајде кратко препорака, доктор Николов. Ова е веќе тоа што го зборуваме на предната атеросклероза, господјата е направен периферен бајпас, предпоставувам, на ногата 2017 година. И сега ако повторно на 100, 200, 300 метри има болки во ногата, има големи шанси да тој бајпас на некое место бил стеснет или запушен. Штом има болки во градите, зборуваме за генерализирана атеросклероза, најверојатно треба да се направи кардиоваскуларен преглед, да се види срцето, да се видат вратните артерии, да се направи доплер на нозете и според овие неинвазивни, да речеме, диагностички процедури, ние ќе донесеме одлука дали треба да се снима компјутерска ангиографија на долни екстремитети, дали треба да се прати пациентката дополнително за селективна коронарографија, кај што ќе се снимат и крвните садови на срцето. Така да во понеделник во 8:30 часот нека биде во клиничка болница Штип на оделение за кардиологија, ќе ја прегледаме и се што треба понатаму ние ќе си проследиме што треба да. Секогаш излегувате во пресрет на сите пациенти кои што имаат проблем, мака нели, а кога им е најтешко, така добро е кога некој ќе ни подаде рака. Да, затоа положуваме Хипократовата заклетва, бидејќи тоа е фактички и нашата основна дејност како лекари да помагаме на луѓето. Така. Добро утро и за следниот гледач, ве слушаме и вас, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Јас сум на возраст, прво поздрав до студиото. Ви благодариме. На возраст сум 70 години. На клиника мајка Тереза ми правија електрофизиолошка студија, ми утврдија некоја врста тахикардија, но тоа беше неуспешно. Во 2016 година. Од 2016 година примам, да наречем по нашински, еден куп лекови, ама мислам дека нема никаков ефект. Замор имам на 5 степеника и ја више не можем да се движам. Примам Мепинто 95 и Лориста Савајле, флуросимид примам Диего, потоа примам исто за мокрење. Само моментот, како се викаше една плата. И ајде вака ќе ве замолам за во интерес на времето, само конкретно прашањето до доктор Сашко да го поставите. Сега мислам дали ми е соодветна терапијата или не, ја неам никакво подобрување. На 10 метра јас чувствувам замор. Сега кога мирувам неам никаков проблем. А кога да се движам, имам голем проблем, не можам да се движам, имам замор. Дали ви е направено ехо на срце? Ехо ми правеа сега во февруар ми правеа и докторката од ехо ми рече дека треба да идам на некое испитивање. Но матичната на кардиологија што само ми смени еден лека и ништо. Тоа не знам што да ви кажам. Так, добро, доволно ли е ова или ако треба и подпрашајте доктор Сашко? Па не, генерално треба да видиме сега според ова што кажува пациентката, претпоставувам и според терапијата што ја зема, претпоставувам дека има дилатативна кардиомиопатија, бидејќи лековите со фуросемид, со спиринолактон одат кај пациенти што имаат ослабнато и проширено срце и самата симптомотологија што ја кажува дека на 50 метри замор не може да диша, кога седи е супер се. Треба да се направи, да се доевалуира ехокардиографскиот навод од колегата што правил ехо. Доколку го има кај незе треба да го видиме, ако го нема ќе треба да направиме ново ехо и најверојатно ќе треба да се направи селективна коронографија кај оваа пациентка, бидејќи како што и кажа самата електрофизиолошката студија што ја правена на клиника за кардиологија, имаме перфектни електрофизиолози во Македонија, стварно на многу високо ниво функционираат колегите. Може би ќе треба да се направи нова студија, електрофизиолошка студија, меѓутоа пред да се започне со електрофизиолошкото исследување, ќе треба да направиме ехо на срце и треба да се направи селективна коронарографија. Тоа го имаме сега во Скопје, во државна кардиологија, клиника за кардиологија во 8 септември, во Штип, Тетово, Битола, во Охрид, во Струмица, така да нека си закаже во било кој термин, ќе ја прегледаат и ќе добие термин. И после ќе се знае веќе така што без селективна коронографија не треба да се продолжи понатаму со исследувањата кај оваа пациентка. Така, и да го слушнеме и следниот гледач. Интересот е голем, секогаш велиме да им излеземе во пресред на нашите гледачи. Добро утро, повелете, само ќе ве замолам ако може малку пократко за да оставиме простори за останатото во обработката на темата. Добро утро. Добро утро. Повелете. Ваша редовна гледачка, поздрав до водителката и до гостинот од Штип што веќе неколку пати доаѓа и ни објаснува многу работи. Му благодариме. Имам едно прашање. Се работи за дали да слушам преку слушалката или преку... Ние одлично ве слушаме, продолжете вака.
за особа од 58 години. Преди месец дена е ставено стент во Жан Митрес. На терапија со таа терапија од докторката Вилма и со клопидогрил. Сега и се појавија модрици по телото. И сега сакам да го прашам докторот дали е нормално после ставањето на стент и таа терапија да се појават такви модрици. Пред колку време е ставен стентот само? Преди месец на 3 април. Пред месец ден. Многу е честа појавата на овие модрила и модрици по телото после давање на двојна антиагрегациона терапија. Тоа е најверојатно аспирин и клопидогрел, тоа се два лека кои што вршат намалување на можноста тромбоцити да се слепуваат и да предизвикуваат тромбоза, меѓутоа тоа е многу задолжителна терапија за пациентите барем во првите 3-4 месеци, додека се направи ендотелизација или епителизација на стентот од внатрешната страна на крвните садови. Така да кај оваа пациентка би можело, ако тие модрила се големи и да речеме се често аспиринот да се пие барем да се направи пауза од ден, 2, 3, па повторно се врати назад и треба да внесува голема количина на витамин С, кој што ќе предизвика ќе го намали пукањето на тие капиларни крвни садови кои што ги предизвикаат овие хематоми. И генерално треба повторно да се направи една корелација со институцијата кај што е стентирана за да се евентуално, ако не е клопидогрел, ако е прасугрел или некој друг антиагрегационен лек, да се замени со некој послаб лек со цел да се намалат ваквите инциденти на хеморај. Чести се овие работи, меѓутоа со соодветна терапија се средуваат и многу е битно да не се прекине терапијата. Бидејќи стентот ако запуши е многу критична ситуација. Да, и секогаш после такви интервенции што и да се забележи како промена, така пациентот треба веднаш така да се ги извести лекарот или да се консултира. Не сме никако на своја рака да прекинува лекови, него треба да се јави во институцијата каде што е правена интервенцијата, да му се соодветно замени соодветен лек доколку е многу осетлив или преосетлив на тој лек за да се акумулира соодветната доза на лекот во организмот. Така, сега да го објасниме ова што нели почнавме претходно, атеросклерозата најчесто ја поврзуваме со срцето, меѓутоа е поврзана и со артериите што водат и до другите органи. Почнуваме со нозете. Така? Значи, ние го зборуваме за атеросклерозата, тоа е една генерализирана состојба на сите крвни садови. Мито она што ние од што се плашиме најчесто се срцето и мозокот. Значи тоа се две работи. И ние многу често и како лекари ги занемаруваме екстремитетите и пациентите ме болат нозете, па ќе одат на ортопед, ќе одат на физијатар и така натаму и така натаму, и кој ќе дојдат кај нас веќе со напредната атеросклероза, како што кажав мојот професор од Германија, кој кажа дека вакви тешки случаеви на едноваскуларни процедури на нозете не видел во Германија и ги нема заради тоа што најверојатно превенцијата и стилот на живот е многу поразличен од кај нас. Имавме една ситуација кај пациент кој пред 3 месеца, мислам дека беше дојден итно кај нас во болницата. Тоа е една масивна калцифицирачка атеросклерозска промена на сите крвни садови. Буквално неговото тело беше како обложено со калциум целото тело, со креч, народно кажано. Направивме компјутер снимање, пробавме да ставиме стенд внатре, меѓутоа буквално се скршија иглите, се свитка иглите за боцкање. Не можевме да пристапиме. Итно го пративме во Скопје за хируршки бајпас и пробаа и таму, кажа дека ова не може да се бајпасира, треба да се ампутира ногата. Сакајќи да го спасиме екстремитетот на пациентот, ова е една ситуација наречена артериализација на вената. Фактички, целата крв од артеријата ја усмеруваме преку вената на ногата и го правиме фактички бајпасот ендоваскуларно без операција. И ова е ваква ситуација нема се направено во Европа, односно висока артериализација на вена сафена магна, тоа е површната вена, каде што буквално со боцкање на вената влеговме во артеријата, ја ставивме жицата во артеријата, ја извадивме преку десната рака жицата, па потоа ја скинавме на медицински кажано со балонче, направивме дупка меѓу артеријата и вената, поставивме еден специјален граф стент, обложен стент, кој што фактички е бајпасот меѓу артеријата и влегувањето на крвта во вената и ја усмеривме крвта од артеријата која што во крлицата да тече во самата вена. И на тој начин ние ја спасивме ногата. Кај овој пациент беше стапалото во една многу гангренозна тешка состојба, мораше да се отстрани стапалото, меѓутоа не целата нога така? не. Пациентот утре ќе дојде на контрола
Значи, зборуваме пред 3 недели му беше направена ампутација на стапалото, меѓутоа ногата му е зачувана, раната му е зарасната и ќе дојде човекот во штип на контрола и баш сум среќен за овој пациент, пошто ова е многу редок случај на ваква тешка и напредна, и тешка компликација. Од ова се губи цел екстремитет, да не речем и крвните садови на срцето му се доста заболени кај овој пациент, бидејќи направивме снимање на крвните садови на срцето, меѓутоа тие не се сега за стентирање, тие се само за следење, така да ќе го следиме овој пациент, ќе ни биде наш гостин во наредните години и посигурно. Така. Следно, артериите кон Кога зборуваме, да, ние најчесто се плашиме од срцевите инфаркти и кога зборуваме за срцевите инфаркти, тоа е една состојба која што пред малце ги кажавме бројките според Светската здравствена организација, над 16 милиони пациенти годишно умираат од кардиоваскуларни заболувања, од кои што над 85% преспаѓаат инфарктите на срцето. Што значи дека ние како држава Македонија, конкретно статистиката што ја извадивме пред некој ден за последните 6 месеца од почетокот на работењето во Штипската клиничка болница, имаме направено преку 700 коронографии, од кои што за стентирање завршиле околу 300, од кои што некои 85 до 90 се акутни коронарни инфаркти. Тоа се пациенти итно дојдени за стентирање. А да не зборуваме дека од овие уште околу 100-150 пациенти завршиле за итен или хируршки бајпас, односно пациенти кои што не се за стентирање, кои што се препорачани за хируршка васкуларизација. Така да ние генерално преку доплерот, преку ехокардиографијата, преку екагињата, буквално правиме една превенција, односно евалуација на пациентите, дали овие пациенти можат да терат само со лекови или да биде една ситуација која што ќе треба да се прави интервенција. Ова е една така и се проценува ризикот за понатаму, така што би можело да се случи. Ова е една млада жена 55 години, која што беше дојдена со една јака болка во градите и ова е една бифуркациона лезија која што гледате на буквално лезија на 3 места, ја викаме ние тоа, каде што имаме стеснување, значно 99% стеснување на главната лева коронарна артерија и циркумфлексна артерија. Меѓутоа со процедура што траеше околу 30 на минути успеавме да направиме ова се нарекува комплицирано, сложено бифуркационо стентирање и можеме со гордост да кажеме Штипска болница, клиничка болница Штип има представник во овој бифуркационен клуб каде што членуваат некаде околу. А што значи тоа? Тоа значи дека 110 интервентни кардиолози од светот се дел од ова здружение, да ќе го кажам, каде што се дискутираат за вакви комплицирани стентирања, дали треба да се пременуваат, како да се пременуваат и новитетите што доаѓаат секоја година. Обично во крајот на септември, октомври се собираме во различни градови во светот. Лани беше Франкфурт, годинава ќе биде во Амстердам, каде што овие 110 луѓе ги реферираме сите наши искуства, секојдневни базирани на секојдневните активности кои што ги имаме на работните места и оваквите ситуации ги дискутираме дали треба да одиме со 1 стент, со 2 стента, дали овој пациент треба да го пратиме за бајпас операција, искуството за година дена, за 5 години ги следиме овие пациенти, па после дискутираме каков е резултатот, ауткамот од стентирањето. Генерално тоа е еден клуб на интервентни кардиолози кои што работат вакви сложени процедури. И благодарејќи на работата која што имаме во нашата држава, на степенот на болест на коронарните артерии, успеавме да влеземе во тој клуб и да бидеме дел од тоа, да речеме, елитно семејство, не така се нарекуваме, како семејство на интервентни кардиолози кои што ги работи овие сложени процедури. Така, конкретно и во овој случај, кај пациентката што ја споминавте? Оваа пациентка, ако не беше итно направена оваа процедура, најверојатно ќе завршеше многу лошо, бидејќи немаше да успее да стигне до Скопје за бајпас. Мислам дека од Струмица жената. Жената беше итно донесена со јака болка, со немерлива тензија, значи гледате за брзана работа на срцето имавме и итно беше внесена во сала. И процедурата за 30 минути успеавме да стабилизираме и она веќе се врати на работа и си функционира најнормален, да речеме, социјален обштествен. Малку сега повнимателно, нели, во секојдневието пазите, и редовни контроли. Жената не беше пушач, меѓутоа жената беше диабетичар и жената имаше обезност. Беше килажата факторите така за во групата на атеросклерозата и ризик дебелината. фактори,
неправилна исхрана, барем тоа што го успеавме да го дискутираме со нези, и огромен стрес во последните 3 години. Така да сето тоа кога ќе го искомбинираме, ќе го споиме, го добиваме за жал овој лош наод кој што носи човечки животи. Меѓутоа, благодарејќи на добрата здравствена организација во државата, имаме центри во Штип, рековме во Скопје 2, во Тетово, во Охрид, во Битола, во Струмица. Така е добро направена стратегиски да за 30 минути до сат време пациентот веќе е влезен во сала и на време да се третира, да се лекува. Да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Продолжуваме по рекламите и веднаш да ги слушнеме и следните двајца гледачи. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро, ве слушаме. Поздрав до водителката и докторот. Ви благодариме. И имам прашање. Притисокот секогаш ми е висок. 170, 160 и така. А нискиот тогаш ми е од 50 до 56 максимум. Пулсот не се движи повеќе од 58 до 60 најмногу. Примам кориол 6,25, лависта примам 2 пати дневно, за холестерол примам Росвера. А колку килограми сте ве? Така, тежината ваша? Колку килограми имате ве? Некаде 60. 6. Вака, дали имате проблеми со желудникот? Дали цреви имате редовна столица, дали имате тешкоти со варење на храната? Во последно време, видиш тоа не сум го взел во обзир. Овие бројки, вака сега малце само да ви објаснам. Можеме, доволно е од ова што ни го постави. Генерално, значи, кога ќе кажат пациентите дека систолниот притисок, тој е високиот што го викаме, е висок, а диастолниот е низок, тоа веќе дава една симптоматологија према вагалната реакција, односно желудичната тегоба го прави да нискиот оди долу, а високиот горе. Тоа е ради една хиатална хернија, или ќе ја викаме ние клизачка хернија, кај што желудникот буквално клиза преку диафрагмата и го притиска срцето и му прави една нелагодност. И тие знаат да прават варијации на притисокот. Денеска е висок, па за пола саат да падне многу притисокот, и ние лекарите кога ќе ни дојде ваков пациент му даваме терапија антихипертензивна интензивна и ќе дојде за 4-5 дена и јас не можам да функционирам, не можам да одам до работа, не можам да излезам, цело време ме тера на спиење. Затоа ние треба да направиме една дистинкција дали е јајцето или кокошката право. Дали притисокот е причината за високиот притисок или одредена друга симптоматологија, главоболка, кичма, желудник, кој што предизвикува една нелагодност во телото и го покачува крвниот притисок. Терапијата што ја зима пациентот, лористата и кориолот е, да речеме, можеби добра терапија, меѓутоа има посовремена, да не речем, терапија каде што во една таблета има 2 лека и со една таблета, без да го мачиме желудникот, ние ќе покриваме сите параметри за регулација на крвниот притисок, така да можеби треба да ја смени терапијата со нова терапија, да се даде дополнителна терапија за желудникот и да конзумира големи количини на вода, бидејќи цревата како интестинум, како дел од гастроинтестиналниот систем, се многу битни да се цело време наводените и да бидат хидрирани. Што значи тоа? Ако имаме хидратација на цревата и на организмот, значи ние во тој случај добиваме вода, меѓутоа и кислород со водата. И правиме оксидација. И таа оксидација не дозволува на долгорочна стаза, значи оксидативни промени, слободни радикали, токсини во организмот да предизвикаат и да генерираат проблеми. И тие потешкоти да ги предизвикуваат. Така да. Добро утро и за следниот гледач, ве слушаме и вас, повелете. 20 години и сега ми го рекол да го сменам лекот. Едино тоа баш вчера ми рекол да го сменам амлопинот, може 30-40 години го пијам. А јас притисоком се ми е 120 до 80. Значи немам притисок, немам шеќер. Али што рековте сега, баш ми дојде дека со желудникот сигурно дека некој нешто има проблеми.
Да. Добро, ќе направите испитување на желудникот, така секогаш велиме преку матичниот на гастро. Со модипинот, штом притисокот е 120-80, значи добро е толерирана терапијата, одлично е среден притисокот. Сега нормално треба да се испитаат и останатите органи, бидејќи ние се фокусираме на срцето, меѓутоа не е срцето единствениот орган во организмот, така да нормално без гастроинтестиналниот тракт, без ендокринолошкиот систем, без ревматолошкиот, без невролошкиот, па гинеколошкиот, буквално сите органи во човечкото тело се битни за да имаме една урамнотежена, да речеме, хармонија на функционирање на симбиозата на сите органи, функцијата на сите органи ја дава и уживањето и оазата на едно функционирање на организам. Така. Доктор Сашко, кога да побараме лекарска помош, тоа си го поставуваме како прашање. Како да препознаеме симптоми на атеросклероза? Варираат или зависат ли од тоа која артерија кон кој орган е насочена и опатена? Ние зборуваме сега и формата, како рековте, лесна, средна до умерена и до тешка. Ние го зборуваме атеросклероза, значи започнување на старење и за болест на крвните садови. Самата манифестација имаме различно. Кога зборуваме дека не болат листовите во нозете на пешачење, на 50, на 100 метри, на 200 метри, тоа веќе е симптом, тоа го викаме не клаудикацио интермитенс, тоа е фактички состојба на стеснување на крвните садови на нозете и веќе нозете не примаат доволно крв. И тоа е веќе знак дека треба да се јавите кај доктор кој што работи доплер, да направи доплер на артериите и на вените на нозете, за да се види крвотокот до самото стапало. Значи, самата болка во листот, стегање, стеглива болка на напор, на пешачење, ако го забрзаме темпото да се јави, да се зголеми болката, тоа е веќе индикација дека ние треба да идеме на доплер на долните екстремитети. Од друга страна, тоа што ние многу често го дискутираме, кој што беше првиот пациент, вика во напор ме стегаат градите. И има еден знак, доктор Левинов знак, односно Левинов знак се вика, кој еден доктор пред многу години го објаснил, значи ја шири раката колку што му е голема и кажува, вика, болката ми е овде. Не ја потенцира со прст ме боли точно во место, него ја шири колку што му е голема раката и кажува каде е болката во градниот кош. Тоа е знак за ангина пекторис. Дали е тоа стабилна ангина пекторис која што се јавува само при физички напор или нестабилна ангина пекторис како што имавме кај пациентката пред малку што видовме, додека мирува да има градна болка, тоа е веќе знак за итна коронографија и тој пациент мора да се иследи. Тоа е таа болка што ја ние манифестираме и што е најчесто забележуваме и заради кое што најчесто се јавуваме на доктор, бидејќи градната болка е, верувајте, ја менува мимиката на лицето, прави буквално блокада на мимиката на лицето и се менува ликот на самиот пациент. И од болката, и од стравот, и од стресот што го довживувате, веројатно, е неописливо јака како со чекан да удрат во градната коска и тоа да трае. Таква е таа болка, така опишуваат пациентите. Дури бледилото, една конкомитантно дишење, една адренергична форма на лицето на овие пациенти дава знак дека таа болка е јака и дека тие пациенти морат да се јават на доктор. И тие се најчесто јавуваат на доктор, ги занемаруваат нозете, меѓутоа срцето не може да го занемарат. И пак ја кажеме, значи, мозочните удари се еден од доста битен фактор за васкуларните заболувања и смрт од васкуларните заболувања, кои што за среќа денеска со невролозите, со неврохирузите, имаме радиолозите, имаме една одлична соработка каде што буквално со доплер на вратните артерии ние можеме да процениме дали еден пациент има ризик за мозочни удари или нема ризик за мозочни удари. Моментално не знам дали се гледа видео, ова е еден пациент кој што да го видиме така, кој што ова е последното видео, пациент кој што пред 5 години со тежок мозочен удар мислам во Германија дека беше мозочниот удар, итно е опериран во Германија и после 5 години, значи збориме тешка форма на мозочен удар кај што гледате тромбоза беше тоа. И изопериран, после 5 години се јавува на местото на операција се јавува повторно масна тромботична плака, која што бара итна операција. Пациентот, значи, беше рефериран за стентирање, беше поставен стент, после месец дена пациентот прави инфекција, предпоставуваме дека тоа вирусна инфекција, каде што буквално на самиот стент, ќе го видиме тоа на видеото сега уште малце, се гледат нови тромботеви. Тоа се нови тромботични наслеги. Пациентот пред 3 дена е донесен кај нас во болница со развивање на мозочен удар.
симптоми за може, значи левата или десната рака беше десната рака и десната нога нагло му се одземеа, слабост. Направивме доплер каде што го видовме тромбот, направивме компјутер и итно беше внесен во сала каде што поставивме во стентот уште еден стент и пациентот веднаш после интервенцијата му се повлекоа сите овие симптоми. Раката му се врати силата, му се врати мимиката на лицето, се стабилизира невролошки пациентот. Сега го препративме да лежи на оделение за неврологија, каде што ќе се третира последицата од мозочниот инфаркт кој што настана за жал кај пациентот, меѓутоа за негова среќа без значајни последици од настанувањето на мозочниот удар. И тука е спасен животот. Па, да наречам, завршена е голема работа, бидејќи оваквите инфаркти со оваква тромботична наслага или тромботична плака, формација која што се наоѓа во вратната артерија, директно влегува во мозокот, ова прави сериозни оштетувања на мозокот, да наречам и до ризик за, не дај Боже, смрт. Така. Како да ја превенираме атеросклерозата? Ние атеросклерозата можеме да ја превенираме, правите да тренеме од самите себе. Значи да водиме здрав живот, тоа е најбитната работа. Што значи да водиме здрав живот? Е да имаме барем 4 до 5 пати неделно по 40 минути физичка активност. Дали тоа ќе биде интензивно пешачење, дали тоа ќе биде трчање, дали ќе биде возење велосипед, дали ќе биде посетување на теретани, гледам во Скопје имате и за кросфит и било какви активности каде што буквално ние можности само да одбере човек така, каде што ние не може некој да ми каже дека нема еден час во денот да го потроши за да испешачи. Ние секој што го изморени сме од работа па ќе одспиеме. Не, напротив, треба да извежбаме, да истрчаме, да испешачиме, бидејќи тоа дополнително ќе ги активира метаболните процеси, да се топат масите во стомакот, во задникот, во она што се таложи кај нас и тоа ќе изведе повеќе енергија. Најдобро е утринското вежбање, бидејќи тогаш ние го буквално со едно физичко активирање го размрдуваме целиот метаболизам и на нас не ни треба ниту кафе, а со кафето не ни треба ниту цигара, за да можеме да го почнеме денот и верувајте дека на тој начин, вадејќи енергија од мастите, ние имаме повеќе активност и физичка концентрација и психичка концентрација, неголи да испиеме кафе. Нормално денот треба да го започнеме со големи количини на вода, бидејќи додека спиеме, ние дехидрираме. Со дехидрирањето ние стануваме и се фаќаме веднаш за доручек. Апсолутно е тоа погрешно. Прво треба да се фатиме за водата, да се рехидрираме. Миеме лице, мажите се бричат, жените се шминкаат, па после 2-3 сата од кога ќе станеме, пиење вода, можеме да размислуваме за некаков овошен доручек кој што ќе го, пак ќе кажам, активира на ензимите во цревата со цел да се испразна цревото од претходниот ден што сме внесувале храна. И кој ќе дојде времето за ручек, се знае да немаме комбинации на месо со компири и со леп. Тоа е за жал. Месо и салата е најдобрата комбинација секогаш. Месото со салата и зошто велиме месото со салата не е заради вкусот, нормално и ради вкусот, меѓутоа месото кога го спремаме, ние го печеме или го пржиме или го вариме, се ослободуваат слободни радикали, а во салатата зеленчукот имаме оксидација. И фактички заедно комбинацијата е идеална за да се конзумираат месото со салата, да бидејќи правиме оксидација на слободните радикали и на тој начин го намалуваме внесот и задржувањето на токсините во организмот. Да. Мораме да завршиме. Ви благодарам многу за гостувањето. Јас секогаш велам, секогаш ќе имаме и следна прилика за брзо време повторно и вака низ практични примери кои ќе ни покажете да малку повеќе размислуваме за сопственото здравје. Ви благодарам. Ми беше задоволство да ваш гостин и секогаш сме расположени за разговор. Да. Благодарности до вас за вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на ТВ24.